Добро утро, поштувани слушатели на Радио Лидер, во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Минатата недела ви се извинувам, 2 дена бев жртва на тежок вирус. Вирус кој вирус. Помине за неколку дена. Имам се уште остатоци на горниот респираторен тракт. Ке ми простите нормално. Ова недела па работите излега од контрола, Боцевски е во Будимпешта. Не е присутен во студиото, се шегувам нормално. Во Будимпешта има на некаква конференција стручна, така што тоа е покрај тоа што работи во нашето радио, знаете дека се бави со наука. Така што сам ќе бидам првите 3 дена од неделава, до среда ќе терам сам. Жалам што не е тука Ивица, со него секогаш побогати се разговорите. Ова утро мој гостин е Рубин Земан од партијата Поен, искрен поддржувач на Стево Пендаровски. Добро утро. Ако може малце поблиско до микрофонот, Рубин. Стевче Екимовски излезе со тврдење дека вашата политичка партија го поддржува него за председателски кандидат. Јас се зачудив, викам, кај оваа комбинација, после тоа вие реагиравте со некаков демант. Така беше. Зашо не го поддржавте? Шо му фали на Екимовски? Успешен градоначалник, човек кој 30 години е во политикава. Сте се договарале, нешто имаше или... Имавме разговор, дека меѓутоа видевме дека сме концепцијски различни. Тој ние поддржува предложените уставни измени, така да тука се разликувавме во секој случај. И одлучите да сте друг Стево да поддржите? Па не, Есус Пендаровски. Че не беа тие преговори, тие чисто беа разговори во секој случај. Му посакувам среќа на Стевче Екимовски во ова трката за председател и така. Поддршката е недоразбирање. Недоразбирање всушност. Не, тоа не беше негова изјава, повеќе беше во некој подкаст таму кажа дека Рубин Земан го поддржува, така што можеби некои од членовите наши подпишуваа, меѓутоа како партија не. Рубин, зошто одлучивте за Стево Пендаровски да бидете? Па добро, пред себе се покажа... Прво, зошто одлучивте да немате кандидат, не собиравте подписи? Ние како партија не, мислам дека не за таа функција да кандидираме, се уште сме дораснати, и воопшто на парламентарните избори размислуваме како ќе настапиме. Се уште и меѓутоа за председателски кандидат сметаме дека Стево Пендаровски ги задоволува сите услови и е компатибилен со програмските цели на нашата партија и во секој случај досегашниот негов 5-годишен мандат покажа дека неприкосновено ја води функцијата председател. Сериозно го мислите? Зашто? Добро, има низ за забелешки за господинот Пендаровски. Какви белешки? Еве пример, францускиот предлог. Прво, немаше врска со францускиот предлог. Он каже, ја тоа не знам, таму седнале нешто правеле. Зборувам за кулуарски. За после, он го не е кулуарски, он го кажал тоа се, да е кулуарски го зборел ово или оно. Стево Пендаровски имаше изјава дека тој појма нема што е тоа француски предлог, како тоа е текнало. Повеќе варијанти. Го осуди, па после тоа кажа дека он го правил. Имаше повеќе варијанти на тој францускиот предлог. Чаде па се повлече па. Што сметам дека ирелевантно е тоа. Го подпише законот за кривична одговорност на функционери. Да им се укине, да нема веќе злоупотреба на службена положба. Добро, тој не говори арбитрално право, па не го подпише законот за коцкањето што. Добра. Така што мислам и таа функција, нели, кај нас тоа е протоколарно подпишување, не подпишување на указот за закон, бидејќи кога се враќа назад и ништо да сменат повторно, тој ќе вториот пат мора да го подпише. Така што тоа е аномалија нашиот уставен, да кажеме, поредок или како е тоа предвидено со уставот. Во други држави кога председател нема да подпише закон, тоа е сериозна забелешка и не е баш тоа после втори пат така гладко поминува. Кај нас за жал тоа е се нешто протоколарно. Така што нема голем избор председателот дали подпишува или не подпишува, за месец дена пак има дојде истиот закон ако не го подпише. Ако пратениците одлучиле стриктно дека тоа треба да... Ете и Ѓорѓе Иванов кога беше председател, колку и да избегнуваше да подпишува, на крај мораше да подпишува. Па дури кога го даваше мандатот на Заев. Голем маневр председател. Тоа прашање е да навистина колку ние
таа функција председател во нашиот уставен систем и политички поредок, односно уставен поредок и политички систем е навистина вредна функција со неговите ингеренции што ги има, и дали навистина треба да му се дадат или не поголеми ингеренции на председателот, тоа е друго прашање. Меѓутоа, тоа што е да кажеме, релевантно е, тој е врховен командант на вооружените сили на Република Северна Македонија, така што мислам дека членството на НАТО има голем принос кон тоа, и самиот Стево Пендаровски, и мислам дека и овие... А како он не внесе во НАТО, тоа не знам. Со неговите контакти и сето тоа лобирање и сите тие политики што ги имаше, нели? Не, пошто ние НАТО можевме да влеземе кога сакаме, се што требаше беше името да се има ја прилика Груевски и Иванов, меѓутоа 11 него смени името. Не влего, па сега. Него смени името. Па идеш него ги покана Груевски во НАТО. Се сечавате ли? Не баше да покана да дојде. Ама имаше и отворено. Груевски подпиша стратешка соработка со САД, да речеме. Да, тоа беше утешна награда од Букурешт. Меѓутоа пред тоа бевме во некој си јато заедно со Хрватска, со Албанија, се чавате и успеавме да го тоа расипме. Пендаровски е, нели, неутрализираме. Председател на земја која покрај Израел и уште не знам кој е едно 3-4 земји у свет сме што имаме договор за стратешка соработка со САД, стратешко партнерство. Колку средби имаше Пендаровски со председател на САД официјални? Колку пати влезе во белата куќа? Па добро, не мора секојаш би со председател, доволно не, има... Вучич влезе 3 пати во изминатите. Да, тоа што не знаеш дека подпиша амбасада во влезе. И се чудеше зашто подпишува таква нешто. Ви може да му се смеете, ама он влезе во белата куќа. Зависи како влегуваш таму, дали како Пендаровски белата куќа има видено само во склоп на туристичка тура, така да влезе да биде имен како државник. Не, сега си полемизираме, нели, наоѓаме американскиот систем е многу поразлично. И предности. Да кажеме, досега привилегија имал само од председателите само Борис Рајковски, кој се сечувам, и од премиерите Бучковски. И Киро Глигоров. И Бучковски. И Киро Глигоров. Така што не секојаш, нели, тоа зависи од контекстот, нели, тоа што кога беа и Борис Рајковски и Бучковски Глигоров, Македонија беше во сосема непријатна, кажеме, геополитичка положба, ситуација, може би. Белата куќа има и некој таму градоначелник на Скопје влезе, но има примено награда. Кој е тој? Не знам, од време на комунизмот го заборев, како се викаш. Ареф ли? Така нешто беше сега, да не шпекулирам. Добро земано, значи да се чуе различен став. Јас обично луѓево видов тамо на Тошо Малерот му дале награда, он го поддржа Пендаровски, веројатно пошто му дале награда, тоа за мене е разбирливо. Во таа листа на луѓе кои јавно го поддржа Пендаровски, вие сте првиот. Тошо Малерот? Да бе. Ола името име, уметничкото име. Васко, да. Васко. Добро сега. Ако кажем, му го заборам. Мислите од К15. Од К15, да. Ама ја го разбирам, му дал награда, сега ќе бидеме коректни према нашите уметници кои се врни, така ли? Вака друго некое значително име, важно име. Гледам таму некој професор го поддржал. Крстеца Венковски доби награда, се че пред 2 години, што досега го забораваме. Видов некој професор го поддржал, прв пат го видов, тој е некој политиколог бил, бе, поема немам кој. Па се имаше дента за 5 сати ги собра 20 подписи, така што не е дека некој си проф. Дали без СДСМ можеше да ги собере ти? Па не бе дека оддана ќе се береше без вобор. Не, јас гарантирам дека ниту едниот, нити другиот без нивни тоа се покажа. Мисля дека и тоа со 10.000 подписи собирање бака малу. Дека театар се правеше до тоа, нели? И ако те Ванковска кога беше, се сеќавате, пред 10 години кога беше, кога само 700 собра. Да, 700 не можеше. И сега со партиска значи апсолутно партиската структура е таа што кандидира председател, не е граѓаните. Што и ова што го гледаме со театарот со собирање подписи е на некој начин, не знам, да не коментира нешто. Па ако не, иначе секој ќе може да се кандидира за председател, ќе бидеме смешни. Ќе го имавме и господин Поповски на ливчето, ако не беше ова. Добро, ако добро се, не може без, да кажеме, баре најмалку 1000 подписи. Меѓутоа, можете да е поширок фронтот или поширок кругот, да
по уставот секој граѓанин има право да се кандидира и да бира, така ли? Така што и да биде избран, значи има право да се кандидира. Сега мислам дека 10.000 потписи е мало. И знаете што беше исто, значи кога да таму луѓето потпишува за сите кандидати некој, така ли? Се овие што беа јас знам дека ја не потпишав за никој, меѓутоа како сега го поддржуваш Пендаровски, не си се потпишал за него. Ама подршка за кандидат, па не го поддржуваш лично, значи ја треба да појам до Охрид да потпишувам, за да трошам бензин, нафта до Охрид да појам. Вака боли на радио ќе доеш, вика. После исплати. Така што ова кажувал луѓето да одат таму имало што лобирале. Ај потпиши за Мерсиха, потпиши за ова. Извините, Мерсиха спомнав, меѓутоа оде таму луѓе потпишуваше 4-5 кандидати во никога не одење. Ја бев на работ до там да потпишам за Ванковска, ама кога видов дека може и без мене да се обере, викам. Иако е последна за Ванковска. Да. Ги познавам лично сите кандидати, ги поздравувам и пожакувам среќа во нијата трка кандидатура за председател. Што мислите за Гордана Силјановска Давкова на опозицијата кандидатка? Пред се станува збор за еден врвен експерт од уставното право, од воопшто правото, член на Венецијанската комисија била. Така што мислам дека не треба да се бави со политика, да остане во кругот на експертите, бидејќи такви личности, експерти имаме малку во државата и не треба да се бави. Па добро бе, Рубин, во Македонија ти си единствен антрополог што се појавува на медиуми. Не, има и друго и како. Па немам видено и ти се појавуваш ете Лјупчо Ристевски е член на комисијата за преговори со Бугарија, тој е антрополог. Ти зошто не се бавиш со наука, туку со политика се бавиш, доктор на науки, професор, пространство си докторирал, меѓународни соработки, све и свешто. Ама јас сум председател на политичка партија, не сум обичен член. Па председател на држава не е обично било што она не оди да биде. Моје мислење ме прашавте, ви кажав дека сметам дека. Ама и за тебе тоа може да се. Јас сум рекол на Есме Реджепова кога се бавеше со политика, има сведоци за тоа. Че видов во Варшава, иде член на Топурковски партијата на Циле. На Циле. И реков, што ти треба да се политика? Ти се Есме Реджепова е поим свески. Што тебе треба да се бави со политика? Директно и реков вака. Така што мисля дека некој лично се треба да се бави со политика. Меѓу нив и Гордана Силјановска. Бидејќи тие сепак се маркантни символи на нашето општество, на нашата наука. Па баш пошто се маркантни треба да ги ставиме на функција. Мисля дека нема се снајде доволно во таа позиција. Иако пак ќе кажеме. А Пендаровски топ се снајде според тебе? Па Пендаровски порано се бавил со политика, бил советник на Борис Трајковски, сепак бил во тие кругови, ги знае тие. И на Бранко Црковски се беше советник. Тоа беше член на ДИК, така. Прилично ги знае, кажеме, работите, аферите, што кажува на англиски, issues, affairs, така да и знае тие, кажеме, римски, византиски игри внатре. Гордана Силјановска мисля нема се стади во тие византиски. Не, не може да зборувате за него, за Стева, секој што влегол кај него у кабинет, вели дека многу оговарал. Оговарал? Да. Немам така политички овој со овој вака правил, така правил. Имаш тој по медиуми излегуваш. Стева например, застана, ако се чавате, минатите и предминатите избори имавме ковид. Парламентот се распушти, така ли, и после дојде ковид кризата. Да. И единствено што застана го заштити устој, тоа многу го ценам, единствениот политичко што јасно застана дека треба се парламентот врати назад да се поништи ова, кажете, повикот, односно да се распушувањето на изборите, пак да сватат парламентот назад, па да имаме вонна ситуација, беше тој. И единственото беше уставно, излегуват кои експерти уставни нормално кажува, меѓу кои Шкарич и Прешов и дека натаму, ама од политичките функции, а мислам дека тука ги изгуби степените дека име Гордана Силјановска, што не излези таа беше должна да излези како експерт по уставното право, да каже дека треба да се парламентот врати назад, бидејќи помина 90 дена предвидени со уставот од распишување на изборите до неодржување на изборите и по устав требаше да се парламентот врати назад. И ти последната маркантна. И тука на пример Стево Пендаровски засада го штитеше уставот, ете тоа е една функција председателите, а Гордана Силјановска молчеше, што како експерт требаше да го каже тоа кај да излезе во јавност.
Не, ништо против. Мислам дека излези она тогаш во Не кажа, нема став за таа работа од нејзин. Чудеше. А така како експерт требаше да излезе и бидејќи сепак да излезе професионално должност. А зашо? Дека треба да се врати со Брадиев? Да, тоа имаше став, нали, Тала Џафери си нетеше против експертите дека не треба да се врати парламентот назад. Која беше ковид, нели, епидемијата, се сеќавате? Не се ни сеќавам јас. Па добро, ете, јас се сеќавам, бидејќи тие се работи што треба председател да ги штити. Ја тогаш ние фраци по 7 пати дневно, нема време да мислам за овие уставни кризи што се случува цел ден. Флитав на секте тоа, дезинфекции, дезентали. Што председател како лидер треба да излезе и против политичката воля на политичарите. Стево Пендаровски го направи тоа. Иако и Заев и Тала Џафери го поддржа на крај. Не, тој беше свратен со пензион назад, меѓутоа сите лидери не сакаа назад. Поготово ВМРО ќе дојде на власт, па не сакаше никако да се. И не се врати назад. И не се врати на власт. Ама и не се врати назад со Брадието. Не се врати. Имавме нерегуларни уставно нерегуларни избори, бидејќи знаете имавме над 90 дена од распускање на собранието до одржување. Најмаркантната според тебе тоа е читање на позиција на Пендаровски е која сите го изигнорирале. Не, тоа тој засна го читаше уставот. Пред сека нација се чити уставот. Председателот е должен за тоа. Тој е единствен што засна го чити уставот. Најголемиот успех да ти е сите да те игнорираат стварно. Па тоа не игнорирање се, уставот. Па никој не го послушал. Не го послуша, некој имав и пратеници што потпишавме тоа, меѓутоа Тала Џафери не свикуваше седница, така што тоа е друга работа. Меѓутоа ете една работа како веќе правиме споредба меѓу Гордана и Силјановска и ете, Гордана тоа спречуте, а Стево Пендаровски заснат сврца на уставот. И никој не го послуша и не направи ништо. Добро се, кај нас уставот се гази така што тој да го послуша политиката. Треба и вториот дел да биде. Председателот не е, значи председателот да сите граѓани, председателот не е политичка и членот председател тој не е политичка фигура, тој е председател на сите граѓани. Интересно, ова исто многу често во задње време Косово идеше сега во предизборието дека е Албин Курти, дека е овој, дека е оној. Што Албин Курти да разбирам? Па сега предизбори бе. Па добро, што? Бараше поддршка таму или што беше работа? Не знам, прашајте го него од каде. Вако нема што да. Од каде знам што има. Веројатно го бедуваше да влезе во Олпен Балкан. Дечи Косово не е во Олпен Балкан. Добро се тоа, ние не одлучуваме кој ќе влезе во Олпен. Па да, веројатно такви разговори. Сепак треба да кажеме тоа дека ете Македонија имаше доста конструктивна улога со тие така наречен Охридски преговори, така ли, Охридски договор во Косово се случуваше за Косово. Веројатно тоа е нешто поврзано. Сепак тука и повторно Пендаровски имаше една значајна улога. Одржување на тој наречен Охридски договор за што повторно се почитува за Косово, решавање на прашањето на српските општини во Косово. Така што не е само да кажеме од таа точка, сега председателот гледа и по глобални и регионални прашања, не гледа само. Мислам дека а јасно е дека има капацитет глобални, па треба да се замеша можеби во со Палестина и Израел, Стево, Украина, Русија, гледам дека да речеме Ванковска покажува афинитети таа да го реши палестинското прашање. Прашајте, а не е зесе. Добро, дискутираме, може, треба да се наметнеме како некаков глобален фактор, глобална сила. Геофија Пасиев со шал на палестински или до време се обвитка, така ли беше? Тоа дамна беше, он него носи, сега има модерни сакичи. Ама за оваа зборам за Ванковско на цела кампања за Палестина само збори. Кој е изидиот став? Тоа дека Израел треба да се уништи, да престане да постои, нуклеарка треба да им се фрли, да. Она такви ставови промовира дека Израел е окупатор на таа територија. Може Стево треба да заземе. Па прашајте, а не за не. Ќе прашам, нека да дојде, ја мора вака со кој стигне да зборам за неа. Ја мислам дека единиот став е да се признае Палестина, или да Пастиев. Да. Да, тој став е. Од Македонија, мислам, Палестина е призната колку 170 земји, така ли? Македонија не е во тие 170. Не смее да биде никој. Па дури кога беше резолуцијата, дали што ја поднесе Јордан, Сирија, која поднесе, или Канада, како? Канада беше воздржана, или против? Македонија беше воздржаните, така ли? Да. Ние сме
стратешки партнер на Израел. Добро, Земон, значи тука да го завршим овој делот за председателите. Ти сметаш дека Стево Пендаровски добро си ја обавил функцијата? Па нема некој значаен кикс во како што во првите председателски мандати. За да имаш кикс треба и да работиш нешто сега. Па работи. Добро е кога е таа функција досадна, знаеш. Добро е кога не сме на CNN, како Македонија, че тоа добро се води мандатот. Кога бевме на CNN, нели, тоа беше лошо. Добро се. Или една од клетвите се сечавате во Србија беше дај Боже да ти куќата биде на CNN, се сечавате. Така да. Тоа е добро и за Македонија. Ако е таа функција досада и не се многу примети, значи тоа е добро се врши мандатот. Чудно размислување, значи никој ако не информира за тебе... Па знаете ли ви кој е посетил на Швајцарија, пример? Во Швајцарија луѓето не се ни бават со политика. Политика завршува до моментот кога ќе надминете 2000 евра плата, после 2000 евра плата, никој не се замара со политика. После се замарате со времето надвор, каква облека да купите, кај да шете. Тоа е научно потврдена теза. Политика е за тие до 300-400, сега поново со инфлација, тоа се негде 700 евра плата. До 700 евра плата, ако заработите, вие се бавите со политика. После тоа почињате да се бавите со фини ствари, кај ќе идеме у петок, викенди, одмори, тие работи, а веќе има една финансиска зона која од која ќе ја надминете, више ви е се едно што се случува, затоа што гајле ви е. Значи досаден живот одлично за председател на Швајцарија. Освен нели ако не сте новинар што многу заработува, па мора да се бавите со политика професионално иначе. Така што која е таа функција да досаден и не се многу приметнува за Македонија е добро. Затоа и кај нас пратениците се слаби. Затоа што они се у финансиска зона на луѓе што не се бават со политика. Не се согласувам, имаше моменти а се бават со политика. Што Пендаровски имаше значајна улога, имаше неколку моменти во 5 години, така што не дека беше неприметлив. Ако им даеме 25.000 денари плата на нашите пратеници, да речеме, многу поише ќе се бават со политика, пожолчно ќе ги гледаат. Минимална плата? Не, сега не минимална, 500 евра да им даеме. 500. Ја се така размислям, не знам. Знаете што, кај нас се кажеше на пратениците, мислам дека нас имаме директорчија, некој си јаде пријател, што зема 10 пати повеќе може и плата од пратениците и никој не ги поголовира, да ги следите. Примерите да појдете, видите колку зема директор на, не знам, на Славија. И видите колку има разликата меѓу тој директор на Славија кој што е, не знам, АД под собственост на државата, колку тој зема плата и колку зема пратеник. И тогаш да ги споредиме тие работи. Знаете, секојаш пратениците се на удар, а пратениците може би, да кажем, најодговорна задача може во нашата држава. Имат во сите држави, не само секојаш тие се на удар на јавност. А директори кои што не сум други, и поголема плата, и секретари, секретарки, и крем кола, и се пратениците кола своја има, ниту асистенти има до собрание. Тежок е животот, тежок. Се согласувам. Се сеќаваме и на председателот Пендаровски таа изјава дека доколку не станел председател ќе се селел од Македонија. Сега мислам дека више тоа не важи заради тоа што сега и да не стане председател, пак си зима добра пензиичка, тоа што ќе зима Бранко, што ќе зима Иванов. Затоа што е веројатно компетентен и стручен, имал подобри побарувања, па останал тука. Кој би им треба таму? Ќе земат на запад памет да им продолжити се. Зашто тој е угледен професор Пендаровски, не. На приватен факултет. Американ коледж е еднал пој. Да, добар факултет, ја не викам неама сега. Меѓутоа и бара демонстранство. Ја импакт фактор, да речеме, ако им мериме, импакт фактор има нула, он си тие работи. Ако мериме импакт фактор, да таа тема ја фатиме... И па да ја фатиме? Ајде да ја фатиме. Значи, ако му мериме импакт факторот на Стево Пендаровски, ќе видите дека нема во ниту еден меѓународен стручен часопис професорски објавено труд. Ајде да видимо извадите. На Google Scholars и каде проверуваш? Проверу на World Metrics, како се вика. На Google Scholars проверите. Ајде видите. Google Scholars. Колку има импакт, или Академија еду може би. Ти без Google Scholars, ја баш ќе видиме. Стево Пендаровски. Ама сега видите, не може да бъде од човек кој што се бавил по политика, да ете и јас, толку говорам за политика, многу малку пишувам се научни трудови, така. Немаш време, се бави со двете работи паралелно. И јас гледав тука, ако се чате 2009 година Мартин Бернал, Црна Атена книгата.
Дали што ја напиша. Да, тоа е врвен интелектуалец. Направил со една книга и похално дел. Има тоа што кај нас беше тоа актуелно импакт фактор на друго. Слушајте, ја воопшто не бъркам тој импакт фактор. Јас сум напишал една книга која што ја смени парадигмата во светот. Што ќе биде импакт фактор? Ама добро, ама неговата книга е цитирана. Дури збориме ја и ти четворица го цитираат Мартин Берналдо, кој знае колкав импакт фактор има. Ама значи не ги бърка тие објавување во тие списанија за импакт фактор, ме разбирате? Го чекаме големото дело на Стево, нели, што ќе смени, што ќе смени светската парадигма. Да. Тие такви научници каде нас не може да произведуваме. Каде мора во странство. Дечават имаше една анекдота за Никола Тесла, дека до 18 години Македонија го напуши Балканот. Значи, уште тога се знае дека бил гениалец. Бидејќи мораше да поди во Соединетите американски држави па да биде тоа што е Никола Тесла, че да останеше тој тука во Австро-Унгарија во тоа време во каде беше во Ливно или каде не беше. Тржи. Сливен, так не знам како беше. Никош не беше би Никола Тесла, така ли? Така што во наука не е само колку се паметен, колку имаш и да кажеме логистика и смилен. Абе добро. Колку имаш и логистика и така натаму, така што кај нас ние немаме околина, environmental, немаме за да правиме горди резултати. Кога гледаме кај сите од независност до сега за наука се одвојават 0,02% од буџетот. Што е смешно. Ама види, такви никакви за малку ќе стигневме до Нобелова награда. За мир. За Заев. Да. Значи такви никакви. То не е за наука. За мир не е од наука. Ама добро, Нобелова награда си е Нобелова награда. Која ќе има, наградата за мир не е од научни ова, за награда за мир се дава за активизам. Која ќе прави на УКИМ, пошто Заев таму има завршено, УКИМ број на Нобеловци, имаше еден Нобеловец од УКИМ што произлего. Ние ме 20 Нобеловци. Мајка Тереса и Феред Мурат. Да, ма не со УКИМ произлезени, нели? Па и мајка Тереза не од УКИМ произлезени. Па даде, затоа ти викам, ама Зоран Заев ќе беше првиот од УКИМ. И мајка Тереза, на пример, за мир што има, таа поради активизмот ја добила, не поради научни достигнења. Да. Кога се дава за мир не е од научни достигнења. Мене дури мислам дека тогаш тоа е една од најголемите прилики кои оваа земја ги пропушти. Да. Ке успеевме, ке биде. Па не подпишавте вие поддршка, узвивте антикампања против тоа. Кој бе антикампања, нема врска. Ја лобирав сегде кај шо можам. Радио лидер. Сегде се јавував, правев притисоци, дај да го гласаме, да, ама не бива работава. Нема гласа, поддршка се подпишува. Ивица со Нано Ружин заедно биле човече с пријатели се. Како може ние да не сме застанале за таа работа? Беа во Атина тоа, како беше таму бара поддршка. Сегде баравме поддршка. А Ивица ли беше? А? И Ивица Боцевски одеше. Шо? Па за поддршка. За Заев. Не. Не, пошто така спомнав. Се шегувам така. Добро. Одиме со кратка пауза за реклама и по кој се враќаме на дневна политика. Почитувани слушатели, се надевам дека уживавте во нашиот разговор со Рубиново утро. Имаме една одлична дебата, одлична полемика и навистина ми е драго што председателот Пендаровски вака силно, нели, веќе полека ќе имам интересни избори. Се надеваме дека ќе ни биде гостин и во нашето студио. Сакаме да си направиме вака опуштен и убав муабет со него. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер, почитувани слушатели, со нашиот гостин од ово утро, Рубин Земон. Рубин, ова е само председателски избори да има се понаша. Сега значи го поддржувате Пендаровски и на парламентарни, предпоставувам, тоа би значило дека со СДСМ ќе одите. Па сме во разговори, преговори, да се договориме, ќе видиме. Можеме по микрофонот. Да, како тоа сте? Па преговараме. Вие го поддржувате Пендаровски, а не сте се договорили за коалиција со СДСМ. Па добро, не мора да се кошто да додиме. Еве може ќе отидете у коалиција сега, нема со СДСМ да се договорите ништо, ќе отидете со ВМРО, да речеме. И пак ли Пендаровски ќе го поддржувате? Или ќе смените политика? Парламентарните избори се друго, председателските избори се друго. Па дури може, зашто имало случаи за парламентарните избори, ние имаме 6 изборни единици, може би да бидат некаде асиметрични или договарањата, зашто кога може за локални избори, еднаш се чате СДСМ
и ВМРО се договорија, не знам, Струга, Дебар заедно да настапуваат, да поддржуваат, а во друга општина не, зашто не може на парламентарни? Сега теоретски да го поставува. Примерно, во четворка да бидете со СДСМ, во тројка со ВМРО, па така најубаво 6, може сите коалиции да си распределите. Овакво и сегде сте добитен, као на рулет на сите по линија да играт. Ние бараме една изборна единица од кога? Ако имаме 6 единици, тоа е дозволено теоретски. Зашто? Ако една изборна единица, тешко ќе може таа работа. Што тоа ще спречава малите партии, примери. Теоретски зборувам, нека тоа е во пракса може. И чека беднешка било тоа во пракса може. Нели тоа да е принципиелни коалиции, што кажуваше Топурковски до време, да има и на парламентарните избори, да кажу. Ако одиме чисто математички да се гледаат тако што оди со гласовите и што каде повеќе може да се добие шанса, теоретски кај нас е тоа можно. А председателските и парламентарните исто така не мора да бидат паралелно да одат, така ли? Ако не се договори. Сепак што се друга функцијата е пратеник, што се друга функцијата е председател. Вашата партија се слави на 16, така 10 години од основањето. Да. Го прославуваме, че не е баш на 16. Вие сте наследник на Алијанса на позитивна Македонија, по тоа што видов поканата ми испративте, мислам. И тоа беше партијата на Бучковски, Минчо Јорданов беа пака носителите, фронтмените. Од тие тројца од партијата нема никој, па и тоа и ја ребрендиравме и партијата, бидејќи членството што беше тука беше прилично така луѓето што дојдоа што тогаш во партијата како активисти члени беа прилично така либерал-демократски, кажеме, со провиненција на либерал-демократија и мислам дека голем број од тие членовите сака да опстани партијата, поради тоа и партијата ја ребрендиравме, направивме нова политика платформа, иако не се разликува многу и од преходната, меѓутоа ете се функционираме 10 години. И бевме и парламентарна партија, имаме советници некаде. Се жибуркате? Па да. Не успеавте, тоа е една изборна единица, кој како дојде од помала политичка партија, сите ги провоцирам. Тука и вие, и ОМ, и Демократски сојуз, и ЛДП, и сите, никој не успеа таа работа. Значи колку се во таа намера реални што барат или само затоа што најголем број од анкети што беа правени пред 4-5 години, скоро 65% од анкетираните граѓани беа за една изборна единица да биде. Многу знаат граѓаните што е изборна единица. Па не за многу работи, не за што е француски предлог, па или што е преспански договор, па гласат против. Како се не знаат што е преспански? Па не знаат. Јас сум седнал секое поглавие, сум го прочитал од тој преспански. Ама за граѓаните зборува. Па тоа не е работа. Пак знаат што е францускиот предлог или преспански. Во францускиот предлог значи дека ние во преговорите со ЕУ наместо да се бавиме првенствено тоа што најбитно, не со скринингот е на почеток, скринингот е битен само во Македонија, пошто на Бујар Османи му текнало пиар да прави. Скринингот е пред состојба една, пред да почнат преговорите. Кога ќе почнат преговорите, ти отвараш кластери, својата регулатива, своје политики ги прилагодуваш на тие на ЕУ. Скринингот е почетна точка каде што државата дали се наоѓа и кај треба магнетна резонанција пратна држава. И кај треба да оди. Да, и вика, тоа е основниот документ на тука имаш вишо крвна слика и прат. Вика, ЦРП тоа е позицијата на Европската унија. Антибиотик, тоа е скринингот. Да, но позиција на Европска унија. Преговорите се клучниот дел во кој ти стануваш нормална држава затоа што прво твојата легислатива и твоите институции ги мерџираш со европската на основа на скринингот. Но, што е најважното тука? Благодарение на францускиот предлог, нашите преговори, освен тоа што ние во тие кластери ќе мерџираме нашиот систем, ќе го спојуваме со европскиот систем, ние и нашата историја ќе спојуваме со бугарската историја. Затоа што во секој дека не знаете што е францускиот предлог. Затоа што во секое можно поглавје, Бугарија ќе може да ни стави вето, пошто ние не сме прифатиле, не знам, дека Гоце Делчев е ова, Питу Гули е ова, Даме Груев е... Тоа е демагогија.
Не е демагогија. Ја отвара можноста. Нема, значи не е тоа францускиот предлог. И како документ воопшто не постои француски предлог, постои документот нели што е преговарачката рамката. Која ние имаме различна. Тамо пишу, па секоја земја има различна. Не е така. И Србија има различна рамка, и Црна Гора и Хрватска има различна рамка. Копенхашките критериуми ги имаме. Освен нив нешто друго. Значи внесувањето на заедниците во преамбулата е тоа баш тие копенхашките критериуми. Значи тоа е директно поврзано со копенхашките критериуми. Горна Селјанска зборуваше за копенхашките критериуми на конвенцијата, значи промена на преамбулата нузи настување на египчаните, хрвати, црногорци, евреи, словенци и бугари во преамбулата. Се базира баш на копенхашките критериуми. А зашо Бугарија тогаш не ги внела македонците, ако тоа не беше. Тогаш други биле копенхашките критериуми. Затоа што уставот на Република Бугарија не спомена тоа една заедница. А нашиот устав споменува 7 заедници и другите што не се спомнати нема право ни на балансер, ни на не знам друго така, значи дискриминација има. И ние зборуваме за граѓаните што живеат во Република Македонија дека треба да бидат еднакви. Разбирате? А реципроцитет бараме ние, значи прво не се бара реципроцитет и не знам какви други работи. Тоа е сосема надвор од копенхашките критериуми, тоа што се бара. Значи може ние да станеме. Значи преамбулата на уставот внесува дека сите граѓани бидат еднакви е со копенхашките критериуми апсолутно. Не знам, ова е некакво толкување кое па така е. Не ми е тотално непознато. Така е, а да ги поставуваме што прави Бугарија, тоа е ниту една земја Бугарија е членка на Европска унија. Тоа е завршена работа е тамо. Ниту една земја кога преговарала немала вакви работи во својата преговарачка. Немала ни Хрватска земја нема да ни остапиме територијални води. И Србија и ниту една земја нема да ние даме територија Косово. Значи секоја земја е специфична, не е само Македонија специфична. Добро, така? Но вакви барања со измена на устав немала никоја и сега треба да бидете фер. Територија да оземи што е, тоа не е промена на устав. Значи ти да оземиш територијални води, тоа не е промена на устав. Мислам, добро. А жите и Хрватска беше во исто со малцинство, беше во 2000 и која беше. Што беше со малцинство? Па и рекоа или сите заедници во преамбула или никој. И Хрватска рече сите, па ги стави македонците, пред тоа не беа македонците во преамбула на хрватскиот устав. Зачавате. И не Хрватска не се во иста ситуација. Ама не беше тоа дел од европските преговори. Како? Па Хрватска беше паметна и со време ги смена, а ние дозволи. А ние имаме освоена Европа од 2005 година во членот 3 на Конвенцијата дека треба да се промени преамбулата на уставот, ние се правиме на глуви на слепи од 2005 година и сега кога ни доаѓа тоа на маса и сега не е криво. Прво викаш, извини сам. Прво викаш, сега да им констатираме на слушателите, нема некој случајно заблуда да дојде. Прво викаш дека било дел од рамката на Хрватска тоа. Која? Да ги внесе сите во уставот. Хрватска имаше во рамка за територијалните води со Словенија, не беше за. Добре, тоа е сосем друга работа. Па на крај исто сменија устав. Попуштија. Сменија устав, така ли? Прво го викаш тоа, после викаш ама не сега тоа претходно беше, значи да се разбере. Хрватска преговараше нормално. Никој има дипломатија, разговара со време што може да биде пречка. А ние се прави на удрани. Ние кажуваме, извозуваме ние мултикултурализам, а основните работи да ги завршат како домашна задача. Тоа е. Што е основната? Уште од 2005 година нас ника со Европа треба да го коригираме преамбулата на уставот. Читајте слободно, извештајте нам кванта конвенција. Од 2005 да го кажуваат тоа. Ама ние се правиме наглуви, се правиме многу сме паметни, ние извезуваме мултикултурализам, а домашна задача не се заврши. И сега доаѓа на маса тоа, се испорачува сметката и сега не е криво. Па тоа е. Добре, морам да ти кажам дека малку тука си ми чуден. Па ето отвори документ, слободно отвори рамка на конвенција освоена Европа 2005 година за Македонија извештај. Слободно отворите да интернет. Ова со францускиот предлог со промената на уставот, ова ми е мене не знам, чудно. Зашто чудно, тоа е настав. Иначе треба да се прифати тоа не зарад Бугарија или за Франција, зарад нас самите. Дека ние треба да имаме сите граѓани да бидат еднакви пред уставот. Па нели се еднакви? Не се. Ете балансирот. Балансирот ги да кажеме шо си ти помалку еднаков од мене сега во Македонија? Ајде со балансирот. Еве сега може да ти кажам што е разликата. Ти си бил пратеник и ја не сум бил.
Па тоа е политички капацитет, немаш количен капацитет, немаш. Значи, ти си бил пратеник, ја не сум бил. Па немаш човек капацитет. Ти имаш партија, ја неам. Па направи собери души, направи партија. Стои. Ти си доктор на науки, ја не сум, се уште малку магистар ќе бидам. Ќе бидеш. Ти и ја и ти не сме биле еднакви. Јас тука плаќам данок, ти си зимал плата од мојот данок. Ја приватна фирма се мачам тука стануваме рано. А чекај, јас не плачам данок, мислиш? И ти си бил дискриминиран, ја не сум бил дискриминиран. Ја не плачам данок. Па кога си бил пратеник, ти си зимал плата од данок. Добро да 2 години беше, тоа година и пол. И ти дискриминиран, и ја дискриминатор. Ја глава не можам да кревам. Де ујапа, де завршни сметки. И ти кој ќе бидеш пратен. Де ово им текнало, де она инспекција. Ама ти сега гледај, ти имаш радио, имаш фреквенција, јас неам радио и фреквенција, така ли? Па ја плаќам годишно овие луѓе тука. Па нормално че имаш радио, че месец во годината немаме пари плата да земеме, за да платиме таму 5000 евро на државата. Само популистички политики на ВМРО водиш, каде немаш плата да даеш, нормално. Па не е популистички политики на ВМРО води. Ова е слободен пазар, радиодифузерите се у многу тешка состојба малите. Од сега ли е тоа? По тој закон за дифузија. Ама не е така се. И ние не сме дискриминирани, некој што бил пратеник, бил дискриминиран. Па биди ти пратеник, кандидираеш 120. Како сте дискриминирани? Никој не може да бидат 2 милиони луѓе пратеници. Не можам ја да бидам. 120 ќе бидат. Зашто да можеш? Кандидирај се, пробај седушка. Ја бомба ќе фрлев тоа за закон за. Па вашите тези измислите се правилни. Кандидирај се, излезе на избори, чуеш колку имаш поддршка стварно од граѓаните. Ме мереле и ми нуделе не прифаќам. Па добре, па зашто да прифаќаш? Сакам вака, не дискриминирам. Има право да се кандидира. Ако станам пратеник и ја ќе бидам дискриминиран као тебе, и викам ја не ќе да бидам дискриминиран, викам ќе си седам. Значи, види, дискриминацијата е многу погрешно ја толкуваш. Ајде дај право толкување. Значи, основи на дискриминација постојат. Дали е тоа род, дали е етничка дискриминација. Која е етничката дискриминација? Значи, овие што се у преамбулата имаат повеќе право, тие што не се у преамбулата. Сега ти кажам. Значи, Хрвати, Црногорци, евреи, Словенци, Ерменци исто требаше влезат, торбешите исто 150.000 имаме торбеши во Македонија дискриминирани. Како бе дискриминирани? Па дојди со мене во струга, че видиш како. Ма торбешите се што? Исламска верска влезени како исламска. А што се бошњаците се извинувам? Што се бошњаците? По тоа теорија тие се исламизирани срби, така ли? Не, по таа теорија. Па што е разлика меѓу односот меѓу срби и бошњаци, македонци, торбеши? Што е разлика? Има разлика, човече. Што е? Имаат буквар постои, различен јазик постои, сега не е нешто многу различно. Знаеш ли што беше војната во Босна? Култура, етникум посебен, сега не зафркавај. Ако зборуваме за таа историска што кажеш ти теза дека тие се исламизирани македонци, така ли? Ја те прашам, што е разлика меѓу бошњаци и срби тогаш? Ама чекај, во однос прво торбеше навредливо, те молам да не го користиш. Не, за некој не. За некој не. Они си се, ја ги знам тие што не е навредливо за нив. Торбеш за прво генезата на тој збор е христијанско фундаменталистичка, ги навредувале луѓето кои имале исламска верска вероисповест. Знаете доаѓа зборот торбеш? Како ги богомилите исто. Торбари ги како богомилите. Значи тоа не е. Значи ја те мола мисля се македонци, муслимани. И толку. Па тоа што е исто мухамедани Србија за тебе бошњаците се така? Не се. Па така и со зборуваат гарашани. Бошњаците имаат култура, човече. Буквар имале свој јазик, заедница, имаат своји песни етнографски кои се разликуваат од интервју се Маја Ѓорчев збореше не знам каде, рече горанците треба и се ги клајме у преамбулата. Како бе Горан ја ставаш у преамбула? А не ставаш торбеши? Барјан Ѓорчев ми имаше еден Горан, ја познам многу Горани, они велат ние што е разлика меѓу Горани и торбеши? Ама Гораните велат дека Исмаил Бојда да го викнеме овде, Исмаил Бојда ќе ти каже не ме вреге, јас сум македонец и македонец. Точно, и го поддржувам. Секој има право на свој идентитет да се изјасни. Ама не е секој, човече. А овде се заснува за торбеши во Струшкиот крај, во Дримковскиот крај ги има повеќе и во Реканскиот. Сака да бидат торбеши, ќе бидат торбеши, што е проблемот? Македонци се, тоа е проблемот. Па тоа те прашам што е проблемот со бошњаците у Санџак и ајде да се договориме вака. Ај сите да ги тргнеме, сите ќе бидат граѓани. Не граѓани. По националност сите ќе бидат македонци, етнички што сакаат по дома нека си бидат. Може ли така или не може така? Може. Ако се договориме така. Ти така би прифатил македонец да бидеш политички договор. Тоа е политички договор. Кога може оној што доаѓаше Брус Ли, како се викаше оној американецот
Хој ти. Кој ти? Кој може он да е американец, зашто Рубин да не е македонец? И премиерот на Англија е индус, нели, што е? Индус. Ама национално он е британец. А значи нација и етнос се прави разлика, се согласувам. Етнички кој сака подобро може да биде. Ако правиме политичка нација македонци, одлично, јас се согласувам со тоа. Ако политичка нација, ако правиме етничка нација македонци, тоа е друга работа. Ама ќе се согласат ли политичка нација македонци да правиме од ДУИ и од? Па не знам, прашајте ги. Не знам. Тебе ти биле се уста коалиција. Тогаш е доаѓа да секој идентитет има своја конструкција. Како ние ќе конструираме тој идентитет политички на политичка нација. Како ќе биде таа конструкција? Разбирате? Како ќе биде едноставно. Па не знам, ќе говориме сите да сетиме да правиме политички идентитет. И тоаш нема ни преамбула да има. Првиот текст ја бев тогаш со Борис Рајковски и со овие кажете Пердју или Отар, првиот текст на Охридскиот договор немаше споменување на преамбулата на нејден идентитет. Првиот текст беше оригиналниот Охридски договор. Подоста после дојде амандманите да се внесуваат таму во преамбула. Иначе Охридскиот договор оригинален текст немаше. Ако ние се договараме да правиме политичка нација, нели, тоа е сосема друга права, ние правиме етно нации. Тоа е проблемот. Не може да функционира ваква нација. Кај има ваква? Не може, никаде нема паралелни општества. Затоа правевме стратегија за едно општество. Кај има ваква нација, кај постои ова? Да стои тамо у устав балансерот, па тамо компјутерот ќе каже јас сум против балансерот. Има волк. Го прашувавме и Груевски, им кажувавме на Заев, трнете го балансерот, не го тргате балансерот. Зашто? Друг причини, така? Нека се трни балансерот, ќе биде помалку притисок да преамбулат. А не од заедниците, од Европската унија ќе помалку притисокот за преамбулата, ме разбирате? Не може ти да кажеш да не ги ставаме овие заедниците, вамо промовираш апархет или сегрегација или со балансирот. Ние можеме, например, као Франција да ставиме. Франција е држава на францускиот народ. Македонија е држава на македонскиот народ. И готово шо. Ама тоа е етнички пристав, не е на политичка нација. Па сите сте македонски народ, што живеете во Македонија. Не, народ и нација различно. Значи, чим спомнуваш народ, тоа е другиот концепт. Одиме тоа на етни принципи, етнички принципи. Абе дај станете сите македонци да не се зафркаеме. Се 2 милиони за тебе. Нека се тепаат бугари нас да не земат бугари да направат, вие некете. Дај сите. Се согласувам. Кој што сакаме, дај сите македонци да станеме и завршена работа. Можете прашам ја се тебе. Ајде. Дали ти знаеш кој ги правил брачите за шевото топче? За Крушевското. Ги пијани сигурно биле тие ковачи. Зашто да го знаете кој бил? Зашто тоа да се учи во учебниците? Него се учи за некој се за тамо, така ли? Зашто никој не знае тоа кој е Ферид Мурати во Македонија? 90% не знаат, така до Беловец исто. Не знаат, така ли? И ред други личности од историјата кои што дале природе за ќе ставиме бе. Што не е етнички македонци. Знаеш ли кој е Степан Антолијак? Не знам. Не бе, јас све сум да се ставиш. Кој е Незлобински, знаеш ли? Ке кажеме македонката Гонџа Бојаджиу. И готово. Знаеш ли кој бил Незлобински? Не. Па првиот човек што направил музеј у Балканот, тој е во Струга, нели, бил русин. Никој Незлобински. Значи тој е врвно достигнување, така ли? И ние се да се гордееме кога имаме прв музеј во Балканот. Санкции има, војна има, не мешај се. Како? Војна има, санкции има, не мешај се, меѓународен проблем. Ама зборам за руската заедница во Македонија, зборам, така ли? Да бе, има ама не се учи никаде, тоа бе руси не се учи никаде. Еве сега, Антолијак Степан напишал првата историја се наоѓа Македонија. Као дел од нашата поддршка за Русија сега во војна, сите тие руси кажеме дека се украинци и готово. Не се тие. Јас сум сепак да се почитува култура. Него кога зборуваме за политичка нација, тоа се треба знаат сите. И кој е Ферид Мурати, и кој е мајка Тереза, и кој е Незлобински, и кој е Антолијак, ама никој не знае за тоа историјата. Никој тоа не учи. Едина нација што штанца државјанство без тестови да даде за историја, да овакво... Аха, не им даваме, да. Немаме, кај нас, само до микрофонот темо. Да, нема испит. Пример, идеш во Британија, ти даваат испит за јазик и за историја. Ние тука треба, пример, кај нас, сакаш да станеш македонски граѓанин, да. Сите лидери на ВМРО од, како се викаше? Од Ванчо Михајлов? Не, Ванчо Михајлов е на средина. Не Ванчо Михајлов, зашто? Па дали
Тодор Александров. Дали Мицкоски вика кај нас на Ванчо Михайлов? Ама не од него. Значи од пред него има лидери. Од Сарафов. Од Борис Сарафов. Ама не, они се башка, ТМРО е тоа. ВМРО почиње со Тодор Александров, Протогеров, Михайлов, сите до Мицкоски. Сите мора да ги направи. Иванчо Михайлов велува и Сарафов. Мора, ама се тоа е се. Нема американците како. Па јас не го прифаќам Ванчо Михайлов, и што ќе ги правам? Абе у Америка не го прифаќаат тој некои робови дека имала, ма го учат по историја. Се нема тоа, тој е дел од историјата. Го учат точно. Се согласувам де. Значи сега ти нема ја го сакам, убав ми е, не ми е убав. Ме разбираш, Ванчо Михайлов? Јас се слагам со него, не слагам. 21 век е. Ти денеш на Америка што се слага со тие што биле нели робовладетели, најголем дел од нив, што имале робови, така? И биле founding father. Историски факт, кога нема менување. Па се за тоа ти викам, што има сега ние со Ванчо Михайлов е контроверзна. Ама историски факт не отсликува денес на Македонија, ама е дел од нашата историја. Историски факт е дека никој не знае како направил првиот музеј на балконот. Да. А зашто тоа не се учи? Ќе го учиме и тоа. Да видиме колку кафе тој музеј, колка била картата таму. Па еве оди во Струга, ќе видиш колку кафе музејот. Уште е тој музеот во Струга си постои. Ние кај нас не знаат кои биле председатели на Сојуз на комунисти, нек ни ја правев листата во држава. Кои биле премиери за време на СФРЈ тука. Па не знам. Треба да се учи тоа. И Вуне Старова бил. Не бил нешто, не. Председател на собрание, виж. Председател на собрание, тоа е друго. Значи мора да се реформира тука, тоа све да се учи. Се согласувам. Значи нас не треба некој ресет на политичкиот мајндсет, така ли? Историски политичкиот мајндсет. Така е. Да направиме нов методолошки пристап. Па ние немаме политички договор. Така ли? Со кој да правиме политички? Со граѓаните. Со сите граѓани да се направи политички договор. И ќе ти го пратат граѓаните, нас села не представува. И ти што ќе се договориш со села? Зашто со села? Нема бе договор, им приваѓаш, сакате или одете си се, тоа е. Договор. Па тоа е седнала ли Велика Британија седнала ли да се друг пристап мултикултуралисти со демократи од ваш со десничари. Да, значи мора да има разговор, мора да има договор, мора да се дебатира, мора да има толеранција и така натаму. Разговорот завршува со многу едноставно. Имаш концепт човекови права, меѓународен, тој концепт се прифаќа, секој има човекови права, што сака нека си биде по дома. Човекови права не прифаќате да бидат сите еднакви граѓани во држава. Ќе бидат сите еднакви македонци ќе бидат. Кај пишува сите еднакви или сите или никој, тоа е еднакво. Или се сите или се никој. Не може дел да се, дел да не се. Тоа не е еднакво. Човекови права или никој. Човекови права по дома биди што сакаш ти. Добре, тоа е на Андреасен примитер, да јасно, не е тоа нешто ново. Меѓутоа, ако човекови права се сите еднакви, во преамбулата бидат или сите, или никој преамбула. Никој, јас сум за никој. Добро, ја ништо против јас. Или тој или тоа. Ја ништо против. Црна Гора решила никој. Хрватска решила сите. Зашто Црна Гора е попаметно што рекла никој? Па не знам, така се договориле. Не, затоа што е етнички комплекс. Тие први братучеди, еден мисли дека е србин, друг мисли дека е црногорец. Значи има политички договор со граѓаните. Кај нас нема таков договор. И дел има, дел нема. Па не може тоа. Дел има, дел нема. Или се сите, или се никој не се спомнува. Вклучувајќи ги бугарите, зашто? Значи ние зборуваме за бугари во Македонија што плаќаат даноци во Македонија. Не зборуваме ние за луѓе што се надвор од Македонија. Јас немам ништо против македонските бугари, значи да се разбереме. Плаќаат даноци. Дури мене сега ме судат нешто, ако ми досудат дека сум виновен, и ја бугари ќе се пишам, ќе ми дадат азил. Тоа е твој лично право, исто како овој, како се викаш. Кој како направи криминал, ја бугарин се осеќам, извинете, тука мене ме тортурираат. Тоа е проблем на бугарска држава, што им дадува или не дадат азил, тоа е твој проблем. Меѓутоа ние зборуваме за нашата држава, не зборуваме за бугарска држава, така ли? И документи ќе извадам. Ја на пример од мојот дедо може да ти извадам документи дека сум србин и дека сум бугарин. И едното и другото. Тамо Тиквешкото востание е познато. Не бре, познато човекот кој како дошле, тамо тоа било и под српско и под бугарско. Му менјале имиња, идентитети, све и свашта, се родил, па го преименували така натаму, и сега јас у суштина сум македонец нормално. И сега ние си правиме приказни, вака било, така било. Дали ние имаме, ние и Бугарија имаме друг проблем, нас комунизмот не раздели реално, че ние сме културолошки многу слични, ја тоа го зборам, ама сега... Зашто комунизмот тие беа окупатори, фашизмот беше зашто?
Не, наш комунизмот не раздели. Фашизмот претходно беше Што комунизмот, сталинизмот мислиш? Сталинизмот, да, иначе ние меѓу Сталин и да, отпорот во Бугарија и во Македонија за време против фашистичката окупација беше унифициран заеднички, сега да се разбереме. Комунистичката партија БКП-то имаше своји акции во Македонија сега. Јас сум објективен кон тие работи. Нас не раздели тоа што они отидоа со Сталин, а ние отидовме со... Имавме автохтона политика, зашто? Немавме автохтона политика, беше Лазар Полишевски беше од главните форми. Не, Лазар Тито беше одговорен, бевме инсталација на западот во Лазар беше тука, тоа е тоа. Имаше тука добри... И тука се разделивме со нив. Иначе ние... И Ченто беше тука, дали? Или Ченто беше... не беше Ченто. Извини. Ченто го утепава. Не го утепава, го затворива. Го затворија. Зашто го затворија? Пошо беше за... Зашто? Македонија. Малце различно размислуваш. Тоа е се. Но да се разбереме, Рубин, никој нема против... Ја против бугарите, како може да против бугарите нешто, против било кој народ. Ја имам против тоа преговорите со ЕУ да ни се сведат на балкански национализам и тоа е проблемот на твојот левопедаровскиот почеток. Не национализам, па тоа е, оваа рамка на Бугарија и дозволува нашите преговори да ги претвори во преговори за тоа што бил Гоце Делчев, мајка му какви гаки носела, ме разбираш? Не, тоа праша не е така. Тоа е баш така. Со се дезинформиран си. Не сум дезинформиран, сум читал. Значи, утре може нас да не блокира и Холандија за, не знам, за корупцијата, така ли? Ке не блокира Шведска за еколошките програми, така ли? И тука, кој ќе не блокира нормално во тие преговори. Ако не ги исполнуваме тие стандарди. Или пак да се откажеме, не можеме да одиме во Европска унија, да ги исполнуваме стандардите, тоа ќе има друга политика. И што е се? Ако сакаме да одиме во Европска унија. Тоа е проблем. Европски стандард станува тоа ние да прифатиме дека Гоце Делчев е бугарин. Не. Како пишува тоа во програмната рамка? Станува Бугарија има право после СЕО. После оваа зашто дезинформирате? Како пишува тоа? Бугарија има право да рече ние не може да се договориме таму за историјата. Нема преку. Нема таква опција. Нема, како нема? Таква алатка нема Бугарија. Ај живи и здрави да сме. Нема таква алатка Бугарија со вашата рамка. Ќе видиме. Може би има се протоколите, тоа е друга работа. Па протоколите се дел од преговарачката. Дека се дезинформиран. Па кажам можеби. Со протоколите. Протоколите се дел од преговарачката рамка. Не, протоколот не е услов. Убаво прочете. Протоколите не се услов. А тоа што тоа е проблем, знае Европска унија, не се решава за 5 или 6 години, тој проблем може да се за 50 години, како што го решаваат Германија и Франција. Значи сега со се да се идете на парламентарните. Сме во разговори, преговори. Значи може да се случи и да не идете. Никогаш не се случило помало. Во политика има интерес, нема само љубов. Така ли? Никогаш не се случило да речеме помала партија да отиде со албанска политичка партија во коалиција. Тоа зашто не можеш? Вие сте мултикултурна партија. Па зашто да не? Може и со Дуи да отидете. Па не сме во некој разговори со Дуи, немаме разговор. Ја да сум на ваше место со Дуи ќе си идам, тоа е рецепт до успехот, патот до успехот, да. Па да прави си партија и оди, зашто? Не ќе ми јас сакам дискриминиран да идам. Да не бидам дискриминиран, тие што имаат партии, политички функции све дискриминирани. Во владени коалиции, не сме биле во предизборни коалиции, а мислам дека и членство наше нема да прифати таква предизборна коалиција со Дуи. Земон, ти благодарам за твоето гостување ово утро. Се надевам дека бевме интересни. Па добро, конечно не сте унисони, мало и различни мислења во студио. Ние сме стално не унисони. Јас стално сум се. Ние секој се бави да се караме. Да, со Боцевски после време се расправата гледа. Да, он многу ми има. Го пративме од десничарска земја, генерално се да видиме. Ние че забелешка една имавме овде кога ви гостуваше се вашиот колега Джолимир Јанкуловски, беше против египчаните во преамбула на уставот. И мисля дека не беше побеше кога ќе ме викни во студио, не ме викнал се уште да дебатираме тоа. Ќе те викне сега, има голем список човек. Па добро, тоа е хитно прашање. Јас сум против било кој преамбула на уставот. Ја ништо против, или сите или никој. Таму да стојат, таму живеат само македонци. Не може некој се, не може некој не се. Или се сите, или се никој. Никој. Окей, ја ништо против. Може да ставиме.
во преамбула сите етнички заедници да стои, ама со тоа сите, не да ги таксативно, и ако сакате најубаво, дај секој граѓанин еден по еден од држава преамбула да го шибаме. Ќе направи многу. Не може кој ќе почне, што ќе прави, кога ќе се роди после. Ќе обришиме. Не, ќе остане трајно. Ако ќе се роди некој, ќе зголемуваме преамбулата. Утре ќе имаш второ дете и треба ќе него. Па добро де, и за 200 години кога ќе се роди мојот прапра, мојот прадедо Љупчо преамбула беше, ќе ми извади таму по тој список. Пак сериозни работи. Па баш се сериозни работи, не сериозни, значи да има држави што ги име садил сите заедници у преамбула, значи сериозни работи се. Свет знаеш колку има. Ја може шпагета ќе почнам да се осеќам дека сум и у преамбула ќе ме стат. Ќе најдам уште 200 будали шпагети конструкција на идентитет. И знаме ќе направиме шпагета као се ниша овака. Значи имаш право да правиш конструкција на идентитет и да ако имаш истомисленици, што така ќе се изјаснат, окей. Значи да разликуваме човек колики мачки дека да разликуваме на работа кај нас. Сосема друго е идентитет, сосема друго е заедница. Да разликуваме таа работа. Не заедница на шпагети може да направиме. Ние во државата, например, сега последниот попис имаме над 30 различни идентитети. Ама не секој што се изјаснува, не знам, имаме и литванки, помешани бракови се дојдени тука естонци, не е битно. Тоа не тие заедници. Него тие доше помешан брак и се поединци. Заедница има сосема други атрибути на кои што треба да се дефинира. Сдружение на шпагети на Македонија. Па не е само сдружение, има и други работи. Има Сојуз. Рамковата конвенција за заштита на малцинствата го дефинира не во членовите, него во објаснувањето. Па ако не ни дадат да се регистрираме, ќе ја тужиме Македонија као омо или демпирим Бугарија што ја тужини. Така, па нема друг начин, сем преку Европскиот суд за кој право. Да се тие права исполнат. Да. Се праша колку државата ги исполни, колку притисокот на таа. Па после судир внатре едни ќе бидат со кетчуп, други ќе бидат со бел сос. Едни ќе бидат болонјез. Вуди Ален, да? Да. Вуди Ален така се шегува. Почитувани слушатели, ви благодариме што останавте со нас. Останете со 98,1 нашата нова фреквенција. Уживајте во денот. Уживајте во не знам дали е лошо или е добро, не ми се гледа времево, но малку ќе залади деновиве по се изгледа, ние ќе ви ги грееме вашите срца и во наредните утра.